Во Охридското државно средно угостителско училиште Ванчо Питошевски хаос. Бидејќи објектот се реновира цели 2 години, 235 ученици наставата ја следат онлайн. Родителите револтирани. 2 деца од други градови кои учеа во училиштето веќе се испишаа. Ако требаше да ја следат наставата од дома, на оваа скапотија, наместо да плаќаат кирија, ќе си седеа дома. Советот на родители кои имаме деца што ни учат во училиштето Ванчо Питошевски, на кој сум преседател јас, сме загрижени за ситуацијата во која што се најдоа нашите деца со онлайн учењето, кое веќе трае цела година заради реновирањето на училиштето. Неколку пати имаме реагирано до менаџментов на училиштево. Во дел од ходниците има купишта книги. Администрацијата работи во кабинетот по практична настава, каде има се, од филџани и друг прибор, до кафемати и разни кулинарски апарати. Бидејќи се изведуваат градежни зафати, во објектот нема струја, па така вработените се греат со помош на плински боци. Предвидениот рок од 18 месеци за реконструкција на училиштето истече. Фирмата изведувач е главен виновник за одолговлекување на работите, вели директорот на училиштето и уверува дека за 2 месеци учениците ќе се вратели во училишните клупи. Се зголеми тој рок, се проложи бидејќи на самото училиште испадна голем број на предвидени работи, бидејќи училиштето датира од 1963 година, се работи за старо училиште кое што последен пат беше реновирано пред 20 години и знаете во тие објекти каде што се постари излегуваат доста непредвидени работи, многу потешко се работи во однос на некоја нова градба. Професорите кои не сакаат да зборуваат пред камера, кажуваат дека извесен период во овие 2 години сред зима објектот останал без кров. За да не прокиснува, се импровизирало на разни начини, но сепак со чадори се движеле внатре во училиштето. За ова побаравме одговор и од Министерството за образование. Во дописот кој ни го испратија стои дека се работело за капитална инвестиција која не можело да се заокружи за краток период додека трае летниот распуст. Поради тоа, раководството на училиштето донесло одлука за организирање на онлайн настава до завршување на активностите.